gledачи, добро вечер. Во вечерашнава емисија од областа на сообраќајот и на туризмот, најпрвен ќе се осврнеме на сообраќајните незгоди во нашата република во минатата година. Вишиот инспектор и раководител на Инспекторатот за безбедност на сообраќајот при Републичкиот секретаријат за внатрешни работи Мате Матевски ќе се осврне на основните причини за сообраќајните незгоди и за мерките што треба да се преземат тие во иднина да се намалат. Во рубриката за туризмот, најпрвен го донесуваме разговорот со Јонче Филиповски, начелник при Општинското собрание во Охрид, за тоа што овој град очекува годинава од туризмот. Освен тоа го донесуваме и разговорот со Ангеле Ќосевски за резултатите и напорите на најголемата угостителска организација во овој туристички регион, Интеримпекс Палас од Охрид. Сестрите инженери Софија Хаджиева Мизова и Маргарита Хаджиева Трендафиловска минатата година ја добија наградата за најдобро архитектонско остварување во нашата република за угостителскиот објект Летница во Охрид. За тоа што представува овој објект за Охрид и што представува наградата за овие млади стручњаци, ќе ве запознаеме низ разговорот со инженерот архитект Софија Хаджиева Мизова. Најпрвин еве го освртот за сообраќајните незгоди во минатата година. Бумот во развитокот на современиот патен сообраќај во последниве години не суочи со низа проблеми и негативни општествени појави. Од 5500 моторни возила во 1958 година, тој број во минатата година се зголеми над 76.000. Ова јасно го покажува брзиот развиток на сообраќајот во нашата република. Освен тоа, зголемен и бројот на возачите од 13.000 во овој период на 120.000 во миналата година. Негативните последици што неминовно со себе ги носи развитокот на патниот сообраќај, изразени во бројот на сообраќајни незгоди, загинати или повредени, зафаќаат се пошироко подрачје. Ако во 1971 година во Југославија во 38.000 сообраќајни незгоди загинале 4.200, а 55.000 лица биле тешко или полесно повредени, доволно говори за една состојба, за една потреба од организираност во општеството, за да се сочуваат животите и имотот на граѓаните. Бројот на сообраќајните незгоди во минатата година во Југославија е зголемен на околу 40.000 и во кои животите ги загубиле околу 4.000 лица. Уделот на Македонија во југословенскиот просек во бројот на сообраќајните незгоди изнесува 5,4%, а во бројот на загинатите 5,1%. На подрачјето на нашата република, минатата година се случија околу 2200 сообраќајни незгоди, во кои загинале 202 лица, додека околу 3000 биле тешко или полесно повредени. Тоа значи дека на нашите патишта дневно се случувале по 9 сообраќајни незгоди, а на секој втор ден по едно лице го загубило својот живот, додека 8 биле тешко или лесно повредени. Анализирајќи ги причините за ваквата состојба, статистиката покажува дека субјективниот фактор, човекот, бил причина за незгодите во 91%. Најкарактеристични грешки што ги правеле возачите на моторните возила биле недозволената брзина, недавање право на прединство, управување со возилото под влијание на алкохол, неправилно претекнување и така натаму и така натаму. Но тоа се само оние прекршоци што настануваат поради слабото чувство на морално-етичката одговорност и недисциплина. Изнесените податоци доволно укажуваат на фактот на каков степен се наоѓа нашата сообраќајно-техничка култура, особено кај возачите на моторни возила, па и кај другите учесници во сообраќајот. Чинам дека е ова најважен феномен за безбедноста на сообраќајот и се дотокаш додека нивото на сообраќајната култура и морално-етичкото чувство на одговорност не биде на задоволително ниво, ќе бидеме жртви на автомобилската епоха со плаќање на тежок данок во крв. Со оглед на своите права и надлежности, органите за внатрешни работи во минатата година и на ова подрачје чинеле вонредни напори да ги заштитат правата и животите на учесниците во сообраќајот, а со тоа и да се подобри безбедноста и уредноста во патниот сообраќај со цел да се намалат сообраќајните незгоди. Мерките што биле превземени на овој план се разновидни.
Активноста на органите за внатрешни работи може да се забележи и од тоа дека во 1972 година имаат превземено над 160.000 превентивно-репресивни мерки. Сите овие податоци за состојбата во патниот сообраќај императивно ја наметнуваат потребата од целосно ангажирање на сите заинтересирани фактори, па и поединци, учесници во сообраќајот, во подигањето на морално-етичката одговорност и сообраќајната култура, во јакнење на одговорноста на законските обврски, како и издигнување на свесна и совесна дисциплина како најважен феномен што овозможува уреден и сигурен сообраќај на нашите патишта. Понатаму јакнењето на одговорноста на надлежните и заинтересираните органи на управа, работните и други организации и поединци во остварување на законските обврски за создавање на поволни услови е исто така елемент кој во многу ќе придонесе за што поголема уредност и безбедност во патниот сообраќај. Освен тоа, нужно е и развивање на пошироко програмски обштествени активности на сите заинтересирани фактори во организирањето на превентивните мерки, како и на репресивните акции, кои во основа ќе влијаат врз подобрување на безбедноста и сигурноста на учесниците во сообраќајот. Само на ваков начин и со организирана обштествена одбрана во борбата против сите негативни обштествени појави во областа на патниот сообраќај ќе можат успешно да се согледуваат и решаваат сите проблеми и прашања и само на таков начин ќе може да се создаде гаранција дека ќе можеме да го заштитиме човекот и човечките животи во сообраќајните незгоди, што како што реков, од година во година земаат се поголем замав. Безбедноста на сообраќајот дава широко подрачје за акција и сметам дека секој наш граѓанин, пешак или возач, ќе најде сили да учествува во превентивните акции што ги организира или ќе ги организира нашето општество за што поголема безбедност во современиот патен сообраќај. Другар Филиповски, вие сте човек кој при Општинското собрание во Охрид е најдиректно и најконкретно задолжен за туризмот. Дали би сакале нешто да ни кажете за туризмот во 72 година во овој регион? 1972 година е карактеристична за туристичкото стопанство од нашето подрачје од два основни аспекта. Прво, од аспект на реализација на среднорочниот концепт за развој на туризмот и второ, од аспект на остварување и усагласување на туристичката активност во 72 година. Во однос на формулираниот концепт за развој на туризмот од 1971 до 75 година, 1972 година представува многу значајна година како втора година на реализација на овој план. Ова затоа што во овој период се направени значајни напори, пред се прво за подобрување на материјалната основа на понудата, што се гледа пред се со изградбата на ресторанот Летница и некои други зафати за што се вложени преку 3 милиарди и 380 милиони стари динари. Потоа, по квалитетно решавање на кадровското прашање во оваа гранка и по големо афирмирање на Охридското подрачје со сите своји предности за развој на туризмот. По интензивниот туристички промет во главната туристичка сезона, скоро во потполност ги компензира негативните тенденции забележани во почетокот на годината. На таа основа, бројот на посетителите е зголемен од 96.317 на 106.938 или за 11% повеќе, а ноќевањето од 421.000 на 454 или за 8% повеќе. Дали би сакале да ни кажете нешто за плановите за развој на туризмот во оваа година? Навлегувањето во туристичката 1973 година веќе го има окупирано вниманието на сите туристички организации од нашето подрачје. Периодот за припремите за новата туристичка сезона е насочен во решавањето на неколку комплексни прашања. Прво, во согледување на одразот на мерките за стабилизација на домашниот туристички промет, понатаму
Во овој контекст посебно се прават проучување за можностите за остварување на туристичката активност во услови кога сите видови на побарувачка се ограничени, а сите облици на примање на населението се во брза децелерација. Понатаму се настојува да се обезбеди колку што е можно понатамошен континуитет во инвестиционите зафати заради се уште неповолната структура на сместувачките капацитети кои во комерцијалното угостителство изнесуваат 1134 лежај или зафаќаат само 8,9% од купните капацитети. И четврто, се конкретизираат организационите и други припреми за прифаќање на поголем број на посетители во однос на минатата година. На ова основа, а со очекувањата во 1973 година туристичката понуда да се подобри со активирање на нови 620 легла со изградба на новите капацитети во хотелскиот комплекс Десарет и Метропол, се очекува бројот на посетителите да се зголеми на 113.100, а ноќавањата да ја премавне сумата 511.600. Имајќи ги во предвид сите природни услови, а посебно и степенот кој е достигнат во развој на туризмот, за ова година новина ќе представува и тоа што ќе се направат значајни напори за развој на здравствениот туризам, кои веќе на одреден начин се конкретизираат со зафатите за изградба на Центарот за параплегичари и Центарот за постинфарктна рехабилитација. И покрај присатноста на една голема предпазливост во однос на остварувањето на туристичкиот промет за 1973 година, се чини дека очекувањата кои што се формулирани се реални и остварливи, посебно оние кои што се однесуваат на странските посетители. Познато е дека во Охрид се вложуваат посебни напори, големи напори за привлекување на што поголем број странски туристи. Каква ќе биде нивната овогодишна посета? Посетата на странските посетители во оваа година се очекува да биде многу поинтензивна во однос на минатата година. На ова не упатува непосредно фактот за склучените аранжмани, така што веќе во 73 година и понатаму наставува чврстиот овој аранжман со холандјаните и од април месец до октомври, како од организацијата Палас, така исто и од организацијата Инекс. Организацијата Инекс веќе има ангажмани за посетители од Западна Германија, а посебно се чинат и напори за зафаќање на дел на посетители од англиското подрачје. Понатаму, во оваа година се конкретизираат задачите за поголема активност на туристичкото друштво за обезбедување на домашни посетители со склучување на почврсти договори со поголеми организации од целата наша земја и со угостителските организации од ово подрачје. Активирање на службите комерцијални во постојните угостителски организации и ангажманите со агенциите од нашето подрачје. На крајот, очигледни се и напорите за поголема активност за подобрување на културно-забавниот живот низ повеќе форми, а посебно преку манифестацијата Охридско лето и Балканскиот фестивал. Другар Ќосевски, вие сте генерален директор на хотелско-угостителската организација Интеримпекс Палас во Охрид. Дали би сакале да не запознаете, бидејќи една туристичка сезона и календарска година помина со вашите остварени резултати? Да, заврши уште една плодна туристичка година за нашата организација. Година проткаена со низа организациони, развојни и економски резултати, како последица на долгогодишно програмирање започнато уште во укрупнувањето на организацијата во Остопанска гранка во Охрид. Годината во која се добиваат три многу значајни признанија. 7-ноемвриската награда на градот Охрид за изванредни стопански остварувања на организацијата, сребрениот вршник во конкуренцијата за најдобар ресторант во Републиката и борбината награда
за најдобро архитектонско остварување во 1972 година за угостителската куќа Летница во Охрид. Овие признанија значат нови обврски за работниот колектив и постојано ангажирање за осовременување на хотелиерството во Републиката. Дали би можеле да не запознаете и со некои по-конкретни финансиски резултати од минатата туристичка сезона? Остварените стопански резултати, искажани преку финансиски показатели, споредени со изминатата 1971 туристичка година остварени се вкупно 82.147 ночевања, и тоа од домашни посетители 48.291, а од инострани 33.856.000. И оваа година најбројни се гостите од Холандија со 15.423 ночевања или околу 45% од вкупните инострани ночевања. Остварен е бруто продукт од 16.500.000 динари, кој во однос на истиот период од миналата година изнесува 126%. Меѓутоа, овде не смеа да не се спомене фактот дека се уште не се во доволна мера искористени сите можности за комплетно и поголемо користење на капацитетите и продолжување на сезоната, за кој овој работен колектив постојано води сериозни размислувања. Вие не запознавте со многу конкретни резултати и показатели за минатата туристичка сезона. Меѓутоа, дали би сакале нешто да ни кажете, дали вашата работна организација спремно ја дочекува новата туристичка сезона 73? Престојната туристичка 1973 година, ова работна организација, по моје мислење, спремно ќе ја дочека. Навреме се превземени сите нужни мерки за пласман на капацитетите, преку заклучување на договори со традиционалните наши деловни партнери и воспоставување на нови деловни односи. Зголемење алотманскиот аранжман со туристичката агенција од Холандија, уште за еден нов чартерлет, што ќе представува некаде 33 групи во 1973 година со околу 3300 посетители. А тоа ќе значи некаде околу 38 до 40 хиляди ночевања, што во однос на 72 година би требало да биде раст од скоро 100%. Ваквите наши согледувања базират врз новиот капацитет, за кој е и успоставена таа нова директна линија Амстердам-Охрид. Договорени се неколку симпозиуми и конгреси, резервирани се сите термини за транзитните гости, направен е значаен напредок за боравок на гости од источните земји, чии резултати ги очекуваме уште и во текот на ова година. Едно кратко, конкретно прашање, се разбира ако може и конкретен одговор. Какви ќе бидат овогодишните цени на вашите услуги? Има ли некоја новина? Вие ми поставите едно многу сериозно прашање. Ние во ова привредна грана, во хотелиерството, поради нашите узанци кои се денеска на сила, и поради тоа што нашите услуги ги прихваќаат јавност, сме поставени во една ситуација, барем за еден временски период од една година, гарантираме одредени плански цени. Затоа што се работи за изразито туристичко подрачје и за корисници од сите структури за својот годишен одмор. И за 1973 година работниот колектив направи напори да стартува со истите цени од 1972 година. Сметајќи дека е тоа предуслов за поголемо зголемување на просечното користење на нашите капацитети. Дали би сакале нешто да ни кажете, што и кои проблеми ќе имаат доминантно место во вашата развојна политика во 1973 година? Во ова година продолжува развојната програма и како многу значајна ќе биде давањето на туристичката населба Десарет во селото Пештане, со кое ќе се зголемит уште за 400 легла комерцијалните капацитети сместувачки и ќе представуваат една нова понуда. Објектот е од висока Б категорија,
располага со 2 павилиони, централен објекат во кој се сместени сите попратни простори за рекреација и разонода и 9 бунгалови од висока категорија со 18 комплетно опремени апартмани, што по наше мислење ќе исто така една нова туристичка понуда која ќе овозможи користење на сите структури од нашата земја и надвор од нејзините граници, а исто така ќе создаде услови за привлекување и побогата туристичка клиентела. Предвидувате ли нешто за угостителскиот објект Палас? Хотелот Палас е носител на сите активности врзани за туристичкиот промек. Спрема тоа, неговата реконструкција требеше да тргне од тој аспект. Заради тоа, направење таков програм кој ќе обезбеди зголемување на сместувачкиот капацитет од досегашните 168 легла на 480, потполна модернизација на постојните капацитети, изградба на затворен зимски базен, изградба на конгресна дворана со 900 места, кои во одредени моменти ќе можат да се употребуваат и како зголемување на ресторански капацитети, изградба на автоматска четворотрапна куглана, како и други погодности со оптимално користење на капацитетите. Со реализацијата на овај захват, Охрид ќе се здобие со градски сместувачки капацитет, кој ќе може да биде носител на сите стопански, културни, научни и други активности, како и капацитет кој ќе овозможи користење на годишни одмори през целата година, било тоа да е индивидуално или преку работни колективи, и ќе потврди тезата дека Охрид е и ќе остане мека за туризмот во нашата земја и надвор од нејзините граници. Секоја година редакцијата на Борба доделува награда за најдобри остварувања од областа на архитектурата во нашата земја. За 1972 година награда од нашата република за најдобри остварувања од областа на архитектурата добија сестрите инженер-архитект Софија Хаджиева Мизова и инженер-архитектот Маргарита Хаджиева Трандафиловска. И тоа го добија за угостителскиот центар Летница во Охрид. Дали би сакале, другарке Мизова, да ни кажете што за вас значи оваа награда и нешто за објектот Летница? Се разбира дека наградата многу ме израдува, но воедно со самата награда се чувствувам на извесен начин и задолжена во својата понатамошна работа. Сметам дека тоа е една обврска која секако во текот на мојата работа ќе ја чувствувам и ќе треба и понатаму наградата со понатамошните своји дела да ја оправдувам. Вие сте проектанти во Заводот за урбанизам и архитектура во Охрид. Дали би сакале да ни кажете при проектирањето на овој објект, од кои принципи се раководевте, дали нешто ви служеше како ориентација? Некакви принципи чврсти при работата не можам да кажам дека имавме, него тоа беше еден сплет од повеќе елементи за кои моравме да внимаваме, многу работи кои моравме да ги почитуваме и пред се ни беше присутна голема морална одговорност при самата работа. Самото проектирање почна од кога веќе се совлада проектната програма и од кога урбанистички објектот го најде на некој начин оправдано своето место. Задачата можда беше уште потешка во тој смисол што веќе на тоа место постоеше еден објект кој имаше известна традиција, објект од кој многу тешко околината можеше да се откаже, пошто беше веќе навикната на него. И во почетокот ние имавме известен напор да ја совладаме недовербата на околината кон она што се прави. Јас се радувам
во овој момент уште повеќе, затоа што сметам дека веќе на некој начин таа недоверба не постои и сметам дека и охриѓаните кои гледаа со недоверба веќе објектот го чувствуваат како свој. Што посебно би можеле да кажете за овој објект? Што посебно ве радува? Специјално ме радува и најмногу ме радува тоа што овој објект живеен во овој простор, што не е од типот на сезонските објекти, него преку целата година тој има своја атмосфера, има штимунг околу него и охриѓаните го чувствуваат на еден начин како свое собиралиште. Самата награда ми се чини дека е можда најмногу доделена и затоа што